На 12-тото издание на меѓународниот фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски, кој трае 3 дена, учествуваат фолклорни ансамбли и културно-уметнички друштва од Турција, Србија, Босна и Херцеговина, Словачка, Белгија, Бугарија и Македонија. По 12-ти пат жителите на Крива Паланка 3 дена ќе уживаат во програмата на фестивалот, која негува традицијата, ги разигрува срцата на паланчани и на сите туристи кои периодов се бројни во градот. Навистина имавме една прекрасна фестивалска вечер. Еве имавме и голема посетеност од страна на граѓаните на Крива Паланка, имавме и гости од други градови, така да еве во една празнична атмосфера може да очекуваме да си го дочекаме нашиот патронен празник на градот Свети Јоаким Осоговски. Впрочем, тоа ми беше идејата, тоа ми беше целта да празникот Свети Јоаким Осоговски не биде само 28-29, еве го започнавме со Џојфестот од 20. Денеска имаме отварање, почетокот на фолклорниот фестивал 3 дена и доаѓа Свети Јоаким Осоговски, така да имаме една недела, скоро 10 дена, кога градот ни празнува, кога градот ни слави. Организатори на меѓународниот фолклорен фестивал се локалната самоуправа на општина Крива Паланка и Националната установа Центар за култура Крива Паланка, а настанот е дел од програмата на манифестацијата Топол културен бран 2016, поддржана од Министерството за култура на Република Македонија. Националната установа Центар за култура го одржува низ годините фестивалот како манифестација по која градот е препознатлив ширум светот, а како што нагласи директорот Александар Ангелов, во рамки на своите дејности, оваа установа повеќе од 3 децении го негува и фолклорот, зачувувајќи традицијата од кривопаланичкиот крај во културно-уметничкото друштво 8 октомври, чии што членови го отворија фестивалот. Да им заблагодарам на нашиве гости вечерашни кои што прифатија поканата да дојдат тука на овој фестивал да учествуваат. Имаме гости од Бугарија, од Србија, од Македонија, од Босна, од Турција, од Словачка, од Белгија. Значи тоа се групи кои што учествуваат на нашиот фестивал и преку нивните настапи ние се доближуваме до нивните традиции и култури и имаме можност да се запознаеме со нешто кое што е негувано повеќе години и на тој начин преку нашиот фестивал да го вратиме во незаборав на идните поколенија. Значи нашето најголемо богатство, нашата традиција и нашата култура во изминатите векови. Фестивалската програма продолжува. Пред настапите на фолклорните друштва на централниот градски плоштад со почеток во 19 часот традиционално се одржува свечено дефиле низ главната улица Свети Јоаким Осоговски, која втората вечер тргнува од Житен склад.